Во моментов се наоѓам пред во сервис, чекам да се заврши промената на летни со зимски гуми, бидејќи како што знаете, дел од вас верувам дека знаете, а верувам дека голем број од вас заборавиле дека од 15 ноември започнува да важи правилото за задолжително носење на зимската опрема во нашите автомобили. Обврска која што ќе трае до 15 март идната година, затоа мислам дека е време да извадиме зимскава облека и да се спремиме за зимава. Па, знајќи го овој факт, овој момент, сега ќе зборуваме што точно значи оваа обврска, што треба да носиме, што реално ни е потребно и што ќе се случи ако не го практикуваме, односно не го почитуваме овој закон. Затоа тука со мене си го земав овој лист каде што е пишан законот и тој вели дека за сите возила кои не надминува вкупната тежина повеќе од 3500 кг, што е најголем број од нашите возила, тогаш мораме да носиме зимски гуми на сите 4 тркала или имаме можност да возиме со летни гуми и при тоа да носиме синџири за снег или други адекватни помагала. Тоа значи дека сега можеме да носиме стеги, чорапи и други помагала што можеме да ги најдеме во продавница. За чорапи не мислам за нозет, туку знаете, за гумите. Но за тоа ќе збориме во некои други емисии, да ги споредуваме кој е подобро, што е подобро и за кога. Сега да се задржиме на темава, каде што за оние возила со погон на сите 4 тркала, исто така задолжително зимски гуми на сите тркала или летни гуми со минимална длабочина од 4 мм, додека за зимските гуми минималната длабочина е 6 мм. За возилата до 3500 кг минималната длабочина е 4 мм и за зимски и за летни гуми, и за возила над 3500 кг минималната длабочина за зимските гуми е 6 мм и за летните е 4 мм. За автобуси и товарни камиони не ни интересира. За оние што не знаат, зимски гуми се оние гуми што од страна се испишани буквите М, М+С, МНС и има снегулка со планина и 3 врва. Казната за неносење и за непочитување на оваа обврска предвидува глоба од 45 евра или 25 негативни поени, што веќе нема да се користат, но казната од 45 евра можеби не е многу, но е многу битно да имаме безбеден автомобил со безбедни гуми, затоа препорачувам да носите зимски гуми. И дечки, тоа беше тоа. Ова беше нашето потсетување за зимската опрема во нашите автомобили. Од 15 ноември до 15 март, како што реков, ќе важи оваа обврска и очекувате наскоро нов совет. Поздрав!